Климатските промени го земаат својот данок со последици видливи за нас, доколку во моментов не сториме нешто, секако видливи и за генерациите кои доаѓаат. Заштитата на животната средина како таква е срочена на хартија, но во пракса мерки и активности речиси минимални. Аерозагадувањето, мерките за заштита на животната средина и неопходната примена на стратегијата, теми во фокусот на разговор со професорката на Факултетот за природни и технички науки на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Сонја Липиткова. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ке почнеме со еден статистички податок. Господја Липиткова, која вели дека последната анализа на Европската служба за климатски промени Коперник покажува дека последниве 8 години се најтопли во светот. Само предходната, 2022, била петта најтопла во историјата, откако е измерена просечната температура. Климатските промени да го земаат данокот и ние го почнуваме разговорот со само една од видливите последици – температурите. Па температурите се првиот показател дека ќе се случуваат одредени несакани состојби на повеќе полиња на живење. И тука пред се би го спомнала земјоделието, туризмот, останатите сектори поврзани со недостатокот на врнежи, на вода и така натаму. А ние во Република Македонија посебно треба да бидеме загрижени, затоа што сме лоцирани врз основа на сите податоци на светските научни институции, така да кажам, што се бават со таа област, како подрачје не само Македонија, туку целиот тој сектор на Медитеранот, дури до Молдавија, како најосетливо подрачје на климатските промени, односно каде последиците на климатските промени драстично ќе се почувствуваат. И од тие причини државите кои што се наоѓаат во тој појас, не секоја поединечно, туку сите заеднички час поскоро треба да работат за да можат да реализираат одредени проекти или, како да кажам, иницијативи, активности, акции, за да можат овие состојби да ги превенираат и да можат да ги одложат несаканите последици на зголемување на температурите, како една од највидливите процеси на климатските промени. Ако до предизвестно време ни беа абстрактен поим климатските промени, сега веќе ги гледаме и на дело. Зима е, снег немаме и се помалку го имаме секоја година. Видете, јас некаде пред 10 години, кога работев, бев заменик министер во Министерството за животна средина и лично и професионално многу активно бев вклучена во овие процеси, иако ние и денеска во Министерството за животна средина имаме сосема еден мало оделение или сектор за климатски промени, каде што работат еден или двајца луѓе. Главно тоа го покриваат научните институции или, да кажам, поедини други министерства во сектори кои тоа го работат, и тогаш зборував дека ние климатските промени ќе ни донесат во јуни да имаме снег, во февруари да почнат или уште порано во јануар месец да почна да цветаат растенија кои што во март тоа се случувало нормално, кога била нормална климата, имало нормално поделени годишни времиња. Ние сме сведоци, минатиот месец, дека во Америка се случија температури на минус 50 степени, што никогаш тоа не се случило, и се бараат разни толкувања зошто тоа така се случува, какви се тие бранови, како луѓето од тоа можат да се заштитат. Меѓутоа е клучно на крај да кажеме дека последиците од сето ова ќе го чувствуваме најмногу врз личното здравје. И како ќе одат годините, луѓето се помалку ќе бидат отпорни на она што климатските промени ќе го носат со зголемување на температурите. Дождот и секако снегот во зима ни се неопходни, бидејќи прво тоа е природен процес, а второ бидејќи мака мачиме секоја зима со аерозагадувањето, повторно живееме период кога концентрациите на PM10 и 2,5 не можеме да ги доброиме. Го направија своето изминативе денови дождот, делумно го расчисти из аерозагадувањето, но зошто да се подпираме само на него? Ако имаме статистика која што вели дека околу 1500 македонци годишно го губат животот од загаден воздух, зошто се сведува само на лична заштита? Користете маски, чувајте се, не проветрувајте, не излегувајте од дома. Сакате да кажете зошто нема имплементација на тие мерки кои што се напишани во документите. Напишани се многу документи, многу стратегии, многу акциски планови, и знаете зошто огромен дел од тие
кои што навистина се темелат на статистика, на анализи, на веродостојни податоци, не се применуваат токму заради тоа што тоа изискува огромни финансиски средства. И час поскоро било која локална, централна власт треба да се зафати и од тоа да не се прави политика, односно политиканство. Посебно политиканство, затоа што тоа не го решава проблемот. Ние во Македонија, факт е, јас морам да истакнам дека ова област бара знаење, посветеност и став кој што не можеш да го менуваш од година на година, од позиција дали си опозиција или си на власт. Јас се сеќавам дека пред неколку години беше тоа пар, не пар, мора тоа да се воведе, тоа е нешто што ќе го реши проблемот. Еве, денеска не се воведува, значи не било тоа. Тоа било обично политиканство. Потоа беше се вперено кон индустријата. Еве, индустријата на некој начин, 90 и неколку проценти, јас одговорно можам да кажам, ги адаптираше своите техники и технологии, старите индустријски капацитети кон тоа да можат да одговорат на новите барања, на новите мерки, на новите мерни дозволени концентрации и навистина вложија милионски суми на средства. Еве, загадувањето, знам дека и тогаш зборувавме дека не е индустријата единствена таа што треба во Скопје да се посочува. Еве во Тетово, можам да речам, неколку години, нели главен проблем беше Југохром. Југохром не работи повеќе од 6-7 години. Зошто Тетово е меѓу незагадените градови? А тогаш беше она силна кампања, невладини организации и така натаму. Вистински треба да се посочи, кога вистински ќе се посочи што е проблемот, решенијата ќе се бараат и не секогаш парите се најголемите проблеми. Скопје, уште еднаш ќе кажам, почнавме со климатските промени, се наоѓа во котлина, каде што и самата клима прави проблеми да едноставно се дозволува градот енормно да се шири. Ние имаме градежни активности во зима, во ден, каде на ниту една појдете на било која градежна локација, немате една цистерна која запрашувањето ќе го одлага. Се набави камион кој што требаше нели да ги тие честички со посебни хемиски, сега да не зборам средства, да ги одложи за да не дозволи да се распрашуваат. Каде е сега тоа возило? Значи, ние како да забораваме, кратко паметиме и постојано секоја година го повторуваме истиот проблем, као да не сме научиле лекцијата. Ке ги замолам само колегите, имаме видеоматеријали на Словенија аерозагадување, доколку може да ги погледнеме додека разговараме. Клучно јас морам да истакнам. Во сите акцијски планови стои дека клучен проблем на Скопје е загревањето на домовите. И дека ние мора било која власт да работи и централна и локална, односно заеднички, да го реши проблемот на загадувањето во смисол да се почне веќе со секундарна и терцијарна фаза на гасификација на Скопје. Ја споменавте индустријата, сакам малку да се задржиме на оваа тема наредниве минути. Денувиве се зборува на големо за некаква иницијатива за повторен увоз на отпад за согорување. Таква не е пристигната се уште до влада и собрание, меѓутоа на социјалните мрежи многу се дебатираше и ние нема да зборуваме за иницијативата. Оно што ме интересира дека ако се направи одредена измена на Законот за заштита на животна средина во 2020 со која што се забрани увозот на отпад за согорување, што доби тогаш Македонија, а што ќе изгуби сега доколку повторно се врати? Лично, по мене тоа не треба да се дозволи и Македонија прво треба да се зафати да почне да го решава проблемот со отпадот внатре во државата. Веќе неколку години имаме одобрено средства од ИПА фондовите за источниот и североисточниот плански регион. Не знам зошто не се завршува и ефектуира тој проект, за кој што одредени сегменти се завршија набавка на возила и така натаму. Меѓутоа, тоа не сме да се дозволи. Ние не треба да дозволиме да го гориме отпадот од останатите локални, односно држави кои што се во обкружувањето, бидејќи и тие самите, доколку тоа еве Унгарија, која што имаше најсовремени инценератори, тоа се горилници кои што ствараат топлинска, па дури и електрична енергија, Словенија целиот отпад го носеше во Унгарија или во Австрија. Денес Унгарија тоа го забрани. Кога може Унгарија да забрани да увезува отпад кој што еве ако е тоа таков безбеден енергенс, зошто ние тоа би го дозволиле, а немаме такви објекти, ако единствено тоа не е Усие или Фени, кои што може да дозволат да
согоруваат таков материјал. Ги споминавте и возилата со онаа парни парупција. Би требало да споменеме дека постои идеја за категоризација на возилата, кое што се уште се чека, требаше да стапи на сила јануари 2021 и има информација дека министерот за животна средина најави дека ќе побаре од ресорниот министер Бектеши да се забрза постапката и да се преминува закон. Па овде повеќе министерства се клучни. Министерството за внатрешни работи нели треба да помогне во целата таа процедура. Јас мислам дека тоа нема да биде решение на проблемот. Решение на проблемот во Скопје е да може преку субвенционирање. Дали се тоа такси возилата, дали пред се јавниот градски превоз. На граѓаните морате, ако сакате да воведете здрава, чиста животна средина, да биде императив на живењето, морате да им помогнете. Тоа треба да бидеме свесни дека тие работи се скапи, а во тоа што е скапо треба државата најмногу да помогне. И клjuč е да се набават електрични автобуси или возила кои што не оптеретуваат толку животната средина, посебно воздухот, и на тоа да се работи и сите да бидат насочени кон тоа. И уште еднаш ќе повторам, гасификација секундарна на оние подрачја каде што тоа е возможно. Бидејќи ние во цело Скопје тоа не можеме да го воведеме. Тоа сите сме свесни, има простори и пред се апел кон граѓаните своите обврски, кон плаќање на користење на тие услуги да бидат измирени, нели? Не е добро цела Македонија да плаќа за парно грејење на ние кои што живееме во Скопје, а ние овде и институции и поединци тие услуги да ги користиме, а да не измируваме. Никоја држава тоа и локална власт нема да го издржи во недоглед. И кога сме кај одговорноста, најмногу реагираат, барем на социјалните мрежи, граѓаните на префрлањето на одговорноста помеѓу партиите, што е велат само потврда за неодговорност кон нас граѓаните. Сега мора да споменеме дека поглавието животна средина ќе биде исто така тема на која што ќе се дискутира сериозно за влез во ЕУ, а оние кои што ја познаваат темата велат дека ќе биде проблематична покрај темата владење на правото. Едно од најпроблематичните, бидејќи е најскапо поглавје. За да можете вие да го имплементирате, морате многу да инвестирате во оваа област и за тоа се потребни огромни количини средства и ние не треба да се подпираме само на ИПА фондовите, на донации и така натаму. Тука треба било која локална власт, појдете ви од буџетите, анализирајте ги дали централниот и локалните, ќе видите колку се инвестира во животната средина. И второ нешто на што треба да се работи во тие тимови кои што ќе преговараат, тоа е мачна и макотрпна работа која бара многу професионално знаење, меѓутоа и добра дипломатија. Така да ќе се преговара за секоја инсталација посебно, ние ќе имаме, уште сега најавувам, а ќе поминат години и може би повторно ќе се сретнеме или со некои други гости, ќе видите колку ќе бидат тешки преговорите околу рек Битола, колку отстапки треба да се прават, дека не може да се попушти до бескрај, меѓутоа треба со аргументи тоа да се сега во оваа енергетска криза. Замислете, ние имаше едно барање, се сеќавам на една телевизија од еден гостин кој што беше заедно со мене во емисијата, рече рек Битола утре треба да се затвори. И јас го прашав, па добро, како ние 70 и кусур проценти, да не речам и повеќе се снабдуваме со електрична, ми рече, ќе се увезува. Тоа го паметам, поминаа години. Сега да сакаме да увеземе, имаше еден момент кога немаше можности за увоз на електрична енергија. Што тогаш ќе правевме? Било која држава мора да направи стратегија и напори реално да ги погледне проблемите и реално да ги решава, за да овозможи на граѓаните да може да функционираат. Така да такви избрзани решенија и било што пишување по социјалните мрежи понекогаш носи само забуна или моментално го абстрахира проблемот, ама не го решава. И решенијата за заштита на животна средина не се ниту едноставни, ниту ефтини. Не. Како во меѓувреме, ако првиот чекор кон решавање на проблемот е јавното говорење, кој треба да е вториот? Видете, ако се напишани документите, треба да се усвојат. Бидејќи се пишувани на вистина, можам да кажам, кога почнавме со имплементација на ИПА средствата да ги користиме, ни беше посочено од Европска комисија и делегација, вие немате стратегија, немате план, ние ќе ви дадеме 300 милиони евра. Како ќе ги искористите? Беше прашањето многу умесно.
И тогаш седнавме да направиме една стратегија и видовме каде најлесно и најбрзо може да ги потрошиме. Во оној закон кој последен го донесе Министерството за животна средина, тоа беше законот за води. Се изградија огромен број на пречистителни станици кои што денеска функционираат. Буквално брегалнички слив со поддршка, морам да ја истакнам, на тогашниот амбасадор Лазарото. Ние искористивме некаде повеќе од 60 милиони евра гранти и се изгради пречистителна станица во Кочани од 22 милиони евра, која функционира безпрекорно, меѓутоа доби поддршка и од локалната самоуправа и од централната власт. Берово изгради пречистителна станица, Делчево почнува, филтер станици за води и брегалница од една најзагадена река, стана река која што е најчистата притока на Вардар. Меѓутоа, на тоа треба аргументирано да го браниш пред оние кои што средствата ти ги дозволуваат. Јас навистина жалам што огромен број на луѓе кои ги праќавме по обуки во разни европски земји, па дури во Јапонија и во останати други развиени еколошки заедници, така да кажам, замина од Министерството за животна средина. Само како пример би стакнала, 2009 година ние донесовме стратегијата за отпад и акцискиот план за управување со отпад. Србија ја немаше донесено. Гостувајќи кај нивната министерка тогашна за животна средина, ние буквално пративме луѓе и дојдоа нивни тимови овде за да заеднички работа, да помогнеме како Србија може исто така да донесе таков квалитетен документ. Србија минатиот јуни го изгради првиот инцинератор во Винча на депонијата, кој што 5% од електричната енергија или топлинската го снабдува Белград. Ние немаме мрднато од таа точка. На тоа треба да си посветен и треба средствата кои што се изискуваат да ги намениш и не да ги расплинуваш, туку ако мислиш дека со ИПА треба да ги водиш тие два региони, да ги завршиш, другите средства да ги бараш од други фондови. Така да стратешкиот пристап и знаењето, верувајте, е клучно. И затоа ние имаме политиканство. Овде, овој пат би била апсолутно критична, затоа што постојано слушам на телевизија некои флоскули, вака треба да направиме нешто што се зборувало можеби пред 10 години. Ајде, бидете активни и нешто почнете да правите, затоа што во овие сектори гледам оние кои излегуваат само политиканство, никакво знаење и ова одговорно стојам за тоа дека знаењето е клучно за решавање на овие проблеми. Затоа темата оставаме отворена, ќе дискутираме. Огромна тема и сигурно ќе треба уште многу почести и други гости да имате. Благодарам господја Липиткова за гостувањето. Благодарам и вам на поканата.